Следниот разговор во Македонија наутро всушност се надоврзува на претходната тема која што имавме во утринската програма, имајќи предвид дека и дислексијата се вбројува во невидливите попречености за кои што се разбира треба да подадеме рака, да имаме поддршка, разбирање и можност за инклузија, односно вклучување на лицата во општеството. А октомври е всушност месец на невидливата попреченост. Ние во Македонија наутро не само во октомври, туку 365 дена во годината сакаме да зборуваме за темите кои што на еден начин светот ќе го направат поубаво место за живење. Една од нив е како да ги научиме децата да ги прифатат своите другарчиња со попречености, да им подадат рака и да им помогнат полесно да се вклучат во општествените процеси. Ние имаме предлог плюс како да се спроведе тоа многу побрзо во насока на едукација со инклузивната боенка која што ви ја представуваме на редниве минути во Македонија наутро, а всушност е производ на Сдруженијето на граѓани Куќа на среќата. На оваа тема разговараме со нашата соговорничка Маргарет Курт, која што ја имаме на Скајп во Македонија наутро. Маргарет, добро утро, благодарам за позитивниот одговор за гостување во утринската програма. И од мене, благодарам на поканата за оваа тема да разговараме и повеќе луѓе и да допреме до повеќе родители и деца до оваа инклузивна боенка. Сите деца се еднакви, имаат исти вредности, а дискриминацијата не е детска игра. Ова е всушност генералната поента која што на децата од мали нозе треба да им се предочи, велите, да научат да ги почитуваат своите другарчиња без разлика на нивната попреченост. Каков е вашиот впечаток во однос на оваа тема? Се шират ли видиците и имаме ли низ годиниве се повеќе разбирање за обкружувањето? Да, значи со тек на времето или со повеќе говорење се шират видиците и децата, само децата, туку и родителите и сите веќе ги прифаќаат различностите. Токму тоа е целта на сева оваа иницијатива, на оваа боенка, да децата што од мали слушнат за различностите, што од мали се запознаат и тоа го слушнат од нивните родители, затоа што најчесто почетокот на сета таа едукација, на сето тоа прифаќање започнува од дома и започнува од родителите или започнува од градинките, па после тоа училиштата. И затоа избравме да направиме нешто малку поинакво, нешто што веќе постои, една боенка каде што би боеле нешто поразлично од оние стандардните боенки кои што ги бојат. На интернет има безброј, значи боенки кога би се напишале како боенки за попречености и безброј слики кои што може да се стимнат и да се бојат. Меѓутоа прашањето е колку од родителите ја отвориле оваа тема или колку во градинките ја отвориле оваа тема и дали всушност ги користеле овие боенки и цртежи. Целта е да разговарат, додека ги бојат, значи тие цртежи, слики, да разговарат со децата, значи да објаснат, да водат некој меѓусебен разговор, да објаснат зошто тоа дете, например, да речеме, е во количка, дека и тоа дете без разлика на таа попреченост што има, може заедно да се игра, дека не треба да го осудуваат тоа дете. Децата не треба воопшто да знаат за дискриминација, туку сите треба да бидат еднакви. Така да се надеваме дека ова е само некој почеток каде што ќе отвориме како тема и каде што веќе ќе се практикува и често вакви боенки ќе се користат помеѓу децата, родителите во градинките. Велите да ги научиме децата да ги прифатат различностите, гласно да говорат на оваа тема и да разговараат за потребите на другите деца со попреченост. Важно е, исто така нагласувате, додека децата бојат, родителите да бидат со нив, за да може гласно да дискутираат на темите и воедно родителите да им објаснат за сето она што ним им се јави како недоумица. Так, да. Децата имаат често и прашања, значи тука дури нагласуваме дека да ги остават децата да размислат, да кажат што мислат за тоа без да им се да ги осудуваме за тоа нивно размислување, дури да им објасниме зошто и другите деца треба да бидат сакани, зошто да бидат прифатени, да разговараат, значи, за оние различни потреби на другите деца.
Така да родителите, и пак ќе кажам, и во градинките, значи, се оние кои што децата што од мали треба да ги научиме на овие различности и на тоа дека сите деца се различни, меѓутоа сите деца се еднакви, не треба воопшто да бидат дискриминирани, туку треба заедно да се играт, без разлика дали сте со некоја попреченост или не се со попреченост. Токму така, но за различностите и прифаќањето на истите не се учи само дома, се учи меѓу другото и во предучилишните и во училишните установи. Во неколку наврати ги споменавте градинките. Па инклузивната боенка може да послужи како добра алатка во контекст на едукацијата на децата во градинките и училиштата. Така. Не радува фактот што добивме на некој начин после објавувањето на оваа инклузивна боенка, добивме, значи, пораки каде што дел од некои градинки веќе практикувале вакво нешто и веќе цртале вакво нешто, што не радува, значи, многу, затоа што поретко може да сретнеме боенки, барем ние лично немавме сретнато боенка со вакви слики каде што може да се бојат, затоа и предложивме дека може да се симнат од интернет, да се спринтат и да се избојат. Дори побаравме тие што веќе ќе ги избојат слободно да не ги пратат, да може да ги објавиме, да видиме како тоа би изгледало или нацртано или обоено од страна на децата. Так. Од 17 до 23 октомври, мислам дека споменав и во најавата, се одбележа неделата на скриена попреченост, дека не секоја попреченост е видлива, знаеме, но исто така треба да знаеме како истата да ја препознаеме, разбереме и прифатиме. Вие се чини направивте своевидна револуција на оваа тема со сончогледовите траки, кои што всушност на еден начин ја символизираат или покажуваат скриената попреченост. Каков е вашиот впечаток во поглед на успехот? Сончогледовата лента се прифаќа, а луѓето веќе почнуваат да зборат, значи веќе ја носат. Ја распределивме, значи, на сите тие што се пријавија и се пријавуваат. Изгледа, дури ја имам тука, изгледа вака, значи. Ја направивме стина каде што има знаци на сонце и сончоглед и картичка каде што би имало податоци за тие што ја носат. Лентата, оние што ќе носат лицата кои ќе носат лентата, на нас ни испраќаат порака. Пораката која што ние избравме да гласи како некоја јасна порака, разбери, прифати, стак. Значи, треба ние тие лица да ги разбереме, да ги прифатиме и да ги стакаме, без разлика на нивната попреченост, која што не ја ни гледаме и не може да ја видиме. Меѓутоа, реално, доколку не би знаеле, може би осудиле, затоа што, иако не треба, меѓутоа не би го разбрале нивното однесување, зашто тие така се однесуваат. И оној најлесниот начин е да се осуди. Со лентата ни испраќаат порака да ги разбереме. Всушност ние би знаеле дека тоа лице ми кажува на мене дека има некоја невидлива попреченост и јас ќе го прифатам, а нема да го осудам. Значи ќе го стакам тоа лице затоа што го прифаќам таков каков што е, без разлика на онаа скриена или не скриена попреченост. И ставивме и лицата со видлива попреченост, затоа што исто така наидовме на разни мислења, коментари дека нажалост во нашата држава и покрај тоа што нивната попреченост е видлива, те се соочуваат со проблеми или со некоја непредност, непочитување во поглед на нивните права, така да се надеваме дека ќе се подигне свеста, веќе се подигнува, можам да кажам. И во контекст на подигнувањето на свеста, се извинувам што ве прекинувам, правите големи чекори и тоа е секако за почит и пофалба, но како индивидуалци сте генерално реално немокни во правењето на големи општествени промени. Тука се потребни и државата рамо до рамо да бидат со вас, и институциите, па и други граѓански здруженија. Чувствувате ли поддршка? Имате ли повратен ефект од ова што го правите во контекст на зголемена поддршка државна, институционална, граѓанска? Граѓанска можам да кажам и да пофалам дека имаме поддршка од доста фирми или правни лица, како би да го кажам тоа, кои што во поглед ни помагаат доста во печатениот материјал, за да го обезбедиме, со оглед на тоа што сте ова го правиме
без некоја финансиска поддршка, така да поддршката ни е потребна пред се од фирмите. Да се пријавија, да речем, можам да кажем, и маркети кои што за понатак идната соработка би била самите маркети да дадат предност на овие лица и во самите маркети да ја подигнеме онаа свест каде што ќе даваме сите предност кои ќе видиме лице кој што ќе носи лента. Во поглед на државната или институционалната поддршка, сега во моментот ситуацијата нели е таква каде што не можеме толку да стапиме во контакт. Стапивме во контакт пред некаја 6 месеци и има поддршка, има интерес на општинско ниво, значи затоа што би оделе секоја општина да се ја преземе на обврска и секоја општина да ја подигне инклузивноста, која би почнале од општините, сето тоа веќе би преминало и на државно ниво каде што секаде би било прифатено. Ајде ние да почнеме со децата и инклузивната боенка, така некако да им ја доловиме приказната. Уште еднаш да потсетиме дека е апсолутно бесплатна да се симне, да се испечати за да може да се бои. На вашата страница чинам на Facebook, Куќа на среќата, еден од начините каде што може да се преземе линкот. Да. Ја има ли во печатена форма да се купи некаде или само да се превземе може како линк? Само електронска форма. Само електронска, добра. И сончо гледи кон сонцето за видлива и невидлива попречност е Facebook групата. Значи една со друга се надополнуваат, така да тука може да ја снимнат, да ја испечатат. На Google исто може да преберат разни други слики, разни други боенки на оваа тема, каде што постојано би говореле. И јас се надевам во следното гостување веќе дека ќе имаме како видео материјали, обоени страници за да видиме децата како тоа го сториле како домашна задача и се разбира дали успеваме да ја промениме перцепцијата, доколку кај едно дете направиме промена, значи дека сме направиле и успех. Последното прашање некако со кое што сакам да го заокружиме разговорот, бидејќи знам дека сте борец и не се предавате. Какво е општеството во кое што сакате да живеете, еве да речеме за 10 години од сега, вие и генерациите по вас? Се надевам такви ќе биде како што сакаме, значи да бидеме сите еднакви, да нема никаква дискриминација, да бидеме сите хумани, посебно сите да се помагаме, да пружиме рака на секој кој има потреба, значи да не гледаме дали сме лично засегнати или не сме засегнати за определена тема, туку на сите да им дадеме поддршка, затоа што сите тука сме, да речам, не сме постојани или не сме вечни. И секој треба да остави некоја добра позадина или добра трага во општеството. Една мала промена од било кој поединец може многу да значи за целото општество. Впрочем, цело е кога има се. Благодарам многу, Маргарет, за гостувањето во Македонија наутро. Искрено се надевам на убави поводи за следни средби. Во меѓувреме ќе ги потсетим уште еднаш нашите гледачи дека на Facebook страницата Куќа на среќата може да го најдат линкот од каде што ќе се испечати инклузивната боенка, па како што спомена веќе во следното гостување со многу шарени страници. Благодарам. Благодарам. Благодарам.